Дојдовте на тераса 3. Се надевам дека убаво ќе се поминеме овие час и половина, разговарајќи за културата, уметноста, книгите и се она што не поврзува и овој простор го облагородува. На наша огромна среќа се радуваме што после долго време имаме можност да организираме еден ваков настан, кој што е замислен како дружба меѓу читателите и авторите. Би сакала да кажам дека на овој простор во иднина би се организирале ваков тип настани кои што ја прославуваат културата на било каков начин. Денешна гостинка е нашата и вашата омилена Винка Саздова, која го погодува директно во срцето секој што ќе се сретне со незините зборови на овој или оној начин. Да ја представиш Винка во неколку реченици е навистина предизвик, и покрај тоа што таа е многу едноставен човек, кој што не сака ни зборот кога е одвишок, камоли нешто друго. Токму затоа ќе бидам кратка и концизна, ќе кажам дека таа е жена трагач по сопствената среќа. Таа е една од ретките која што успеала да ја спознае суштината на животот и успева да ја улови среќата во малите нешта и во кратките мигови. Денес имаме чест да поразговараме со неа за незината страст, пишувањето живот на хартија, спознавањето ликови и пресликување на дел од себе во се што создава околу себе. Разговорот со Винка ќе го води мојата колешка Милена, која што е уредничка во 3. Добар ден и добре дојдовте. Ќе ја најавам преку зборовите на Винка Саздова што ги сретнуваме во Полиња со диви нарциси, односно дека искажаните зборови се како ветер, а пишаниот збор е како море. Ние денеска ќе го брануваме ова море од пишани зборови преку ветерот на нашите кажани зборови во овој разговор. Винка Саздова за македонската книжевност е едно вакво море без длабочина. Винка Саздова за 3 е столб врз кој што се градат еден куп приказни и ќе се градат и понатаму. Винка Саздова за читателите представува инспирација, но што е она што ја инспирира Винка Саздова и кој е вашиот најинспиративен момент во животот? Прво да ве поздравам сите. Колку прекрасен ден. Да ја поздравам екипата, овие прекрасни млади луѓе од 3, кои еве започнаа со тераса 3 и имаат еве чудесна идеја да не собираат нас авторите, уметниците, сите ние што го сакаме и зборот и убавината. Не само зборот, се надевам дека ќе имате и други гости, не само писатели. Милена, се ме инспирира. Еве и овој миг ме инспирира. Еве се собравме сега тука да си поразговараме за нас, за некои други нешта од она банално секојдневие што го гледаме и слушаме цела година и пол. Јас навистина чинам дека сите ние постојано очите и срцето треба да ни бидат отворени и да впиваме, зашто толку многу има убавини или како што би рекле инспирации околу нас, само што треба да ги видиш, да ги почувствуваш, да те допрат. Оти некојаш можеш нешто и да видиш, а да не те допре, да остане незабележано, не втиснато во тебе. Всушност, инспирацијата е нешто што се втиснува во тебе, те жигосува на некој начин и после ќе проблесне некаде во некое време, во некое идно време, во некој простор. Кога зборуваме за инспирацијата, дали пишувањето на роман е едно дејство, еден процес од деноноќно и константно пишување или пак представува процес на кога пишувате во секвенции, во моменти на инспирација или постојано сте инспирирани? Сум кажала повеќе пати дека постојат два вида писатели. Едни што ја пишуваат книгата прво во својата глава, па после седнуваат да ја преточат на компјутер, да ја преточат во зборови, и тие вторите во кои спаѓам и јас, за кои пишувањето е авантура. Јас со секоја книга ја знам приказната, но не целата. Знам што сакам со некоја книга да кажам. Сите мои книги имаат пораки, длабоки пораки, што мене ми се битни. И ќе почнам да пишувам. И
почнува да си тече приказната, како река да си тече, да се надоврзува, се јавуваат, еден главен лик ми бил, па ќе се појави некој нов лик, сосем, што не сум мислела дека ќе се појави. И мене затоа ми е пишувањето интересно, лично мене, зашто е една непредвидлива авантура. Јас никогаш не знам како ќе излезе и како ќе заврши книгата и како ќе тече. А инспирацијата, никогаш ќе напишам нешто и ќе се чудам следниот ден, ќе речам, зарем јас ова го напишам. Се чудам напросто како да се слева преку од некаде, преку мене, како јас да не сум го пишувала. Всушност, јас и така мислам, тие мигови што ги спомнуваш ти на инспирација, тоа е некое вдакновение за кое човек рационално нема објаснување. Ниту една книга не може рационално да се напише, ниту едно дело рационално не може да се создаде. Треба многу повеќе од тоа. А што е најтешко кога создавате некој лик, особено некој лик кој што е многу различен од вашиот карактер? Многу е, тоа е голем предизвик кога некој лик е различен од тебе и интересно е дека авторот создава емотивен однос со своите ликови. Има ликови што јас толку сум ги мразела, не можам да ги поднесам просто со своето однесување, гестикулација и со се што прават тие. Меѓутоа, после знаеле да ми испреварат, па дури и да ги засакам. И после на крај сум сватила, после овие мои книги, дека всушност сите ликови јас ги сакам и сите на некои ликови се на некој начин сродни на мене. Од јас за да ги пресликам, јас морам да бидам тие, јас морам тој лик да влезам во неговата психа, да влезам во неговиот ум, а најмногу во неговото срце. Да се радувам со него и да страдам со него. И така јас толку многу ќе се поврзам и веќе не знам, не можам да кажам дека некој лик повеќе го сакам или не го сакам. Сите ми се еднакво драги, еднакво уништувачки, болни и сакани. А тоа значи дека вие внесувате дел од себе во секој од тие ликови, па дали е возможно да се создаде лик кој што е сосема исчистен од сосема да нема ништо автобиографско од вас во него? Не велам дека тоа е автобиографско. Мислам, идеја на некој начин сите ние сме многу слоевити, сите ние имаме толку многу приказни во себе. Сите ние, иако сме различни, во многу нешта сме исти, исто чувствуваме, исти нешта сакаме. Еве Сашка кажа се во најавата, еве потрагата по среќа и дека ја насла среќата. Јас благодарам што така мислиш. Не знам дали сум ја насла, но знам дека цело време сум тука, отворена, будна за неа и свесна за неа. Нормално некојаш како и сите ние, како и секој друг, можам да се занесам. Дали во секој лик има нешто ваше? Во секој конструиран лик? Па мислам дека секој писател на некој начин истото ќе го... Постојат писатели, веројатно, што се многу поплодни и што можат многу да се одвојат од ликот и сосем да бидат различни од нив, а повеќе или помалку моите ликови се јас. И тој мал джиду што е во последниот чај, што е оставен, што талка по улиците, и Сара, и Дена, и Вили, на некој начин. Сите сум јас, всушност, може би, сите сум таа јас што би сакала да бидам, затоа што мене пишувањето најубавиот, најрадосното нешто во пишувањето ми е дека јас можам да живеам многу судбини. Сите ние сме заробени во едно тело, во еден живот. Јас сум Винка Саздова, мајка, сопруга, баба и така натаму. Идентитети имаме и преку тие идентитети живееме и постоиме. Не можам јас нешто многу да направам во овој мој живот, колку и да живеаме веќе 100 години, дај Боже. Но преку моите ликови можам толку многу судбини да преживеам, толку многу нешта да доживеам. Можам да бидам млада, можам да бидам машко, женско, да патувам кај што ќе посакам, да правам што сакам. Мене пишувањето ми дава комплетна слобода. Тоа за кое што секој од нас сонува. Врвната цел на секој од нас е да бидеме слободни. Тоа и утре што ќе излезе книгата на Садгуру Кармаш, која топло ви ја препорачувам на сите. Ја прочитав и мислам дека таа е една од најубавите духовни книги што сум ги прочитала. Исто и Садгуру вели дека слободата е врвната цел. Сите трагаме
по неа. И чинам дека ништо не ми дава толку слобода како што ми даваат моите јунаци и книгите што ги создав. И можам да кажам дека и еве сите ние како читатели, ние кога ги читаме вашите дела, и ние самите не можеме да го гледаме ликот, да го доживееме ликот без да внесеме дел од нас таму. Дали е тоа целта на авторот, да се пронајде и авторот, но и читателот да се пронајде во делото на авторот? Имено сите ние знаеме, јас како читател знам дека јас ги сакам книгите. Сите ние читајки се бараме себе си, ја бараме вистината. Трагаме понашто длабоко не предизвикува, не знаеме да го именуваме. Некојаш колку пати како читател ми се има случајно, леле, ова е тоа. Ќе го препознам дека тоа е тоа што не сум знаела, сум го носела во себе, а не сум знаела да го именувам. И всушност, како што писателот се внесува себе си, ги дава сите своји емоции, ги истура емоциите, а читателот тоа го чувствува. Затоа што многу тоа е многу интересно, навистина. Има разлика меѓу тоа дали само се нафрлаат зборови или тоа ќе се пренесе со емоции. Сите ние, читателот се бара себе си, мора да воспостави емотивен однос. Или духовен, независно, но духовното пак не може без емоции да се издвои од емоциите. Моите читатели често пати доаѓаат и ми го кажуваат колку плачев на оваа книга. А јас велам да знаете само јас колку сум плачела и колку сум страдала, да речеме, со некои ликови, или сум се радувала. И сум го пренела тоа. И кога ќе го препознаат, затоа што еве или филм гледаме, нели, излагаме од кино и после цел ден, два не можеме да зборуваме, живееме со таа приказна, затоа што лично не допрела, лично се втиснала во нас. Така и со пријателите, нели, мора емоција да постои. Без емоција, безсмислено и дружењето и се што правиме во живот. Без емоција и љубов, да не кажам. Како ваш читател, морам да признам дека во вашите романи, вообичајно кога читам, нели, јас влегувам во приказната, но кај вас, како приказната да доаѓа во мене. И мислам дека тоа, за таа емоција за која што зборувате, дека сите тука кои што ги читаме вашите романи, ние чувствуваме таа емоција. И додека ги читам, морам да признам дека се буди некое дете во мене. И затоа сакав да ве прашам, дали кога пишувате, кога го конструирате ликот, дали вие се среќавате со малата Винка и што би кажале на малата Винка кога би ја сретнале денес? Па јас не само што ја среќавам денес, таа живее во мене и постојано комуницирам со неа. И мислам дека тоа е и суштината, идејата е навистина секој од нас, не е тоа некоја парола или така сувопарна, туку секој од нас треба да го живее, да го чувствува и да живее со детето во себе. Детето е тоа што трага, што се радува, што лесно влегува од една емоција во друга. Еве го сега го гледам мојот внук Миха и еве го сега одма веднаш преку него пак се враќам во детството, а јас на детето Винка би рекла и во овој миг и секогаш и велам многу те сакам. И фала ти што си со мене, затоа што со тебе сум будна и со тебе се радувам и со тебе знам дека како што умееш ти, од една, децата колку лесно можат да влезат од една емоција во друга. Сега ќе плаче, за 2 минути ќе почне да се радува. За разлика од нас возрастните кои ќе влеземе во едни емоции, па тоа мора да се пати или па нема да се излага или кои се налутиме некому, знаете колку лесно се смируваат децата веднаш, одма скар, смир. А ние не, има да ја покажам ја својата лутина, мора да ја заслужи мојата доверба и така натаму. Таа чистота, значи за таа чистота треба цело време сите да сме свесни и будни и да ја негуваме, затоа што има нели во јога медитација, јас одев долго време да не речам јогин, ама се практикував јога, има една медитација каде што ти после таа јога нидра го среќаваш детето во себе и го прашуваш што би ти кажало тоа.
Затоа што тоа е толку поумно од тебе, затоа што не е поклопено од капакот на разумот, затоа што разумот и егото на многу штета умее да ни прави, затоа што детето знае безусловно да сака, не му треба услов. Мене внука ми која ме гледа, Лара, Деница, Анастасија, не ме гледаат какви брчки имам, како изгледам, како сум облечена, вика: леле, колку си ти убава, баба, јас тебе колку многу те сакам. Тоа е детето што треба цело време да живее во сите нас. А кога го споменавте Садгуру, сакам нешто да ве прашам посебно од книгите, мислам како што мислите вие за вистината и дали постои една вистина или пак секој од нас има своја вистина? Вистини постојат колку што постојат луѓе, колку што постојат мигови. Ова што е вистина сега за мене и за тебе, утре можеби веќе нема да биде. Значи вистина е сепак убеденост. Многу убеденост дека во нешто или дека говориме вистина. Многу често знаеме тоа со вистината да се расфрламе. Мислам дека повеќе поубав збор би бил еве будност, свесност, љубов, искреност, значи да се јас си имав и во некоја од книгите, значи имав една реченица и така се обидувам да живеам. Јас живеам и зборувам вистина. Во смисол дека го кажувам тоа што го мислам и што го чувствувам во овој миг, а не велам дека тоа ќе биде за секогаш втиснато во камен, исклесано, туку нека биде испишано на песок, па ветрот нека го носи, нека го одвејува и утре може би. Затоа е интересен животот, замисли, кога ние сега себе си дефинирале, вистина е ова, јас сум ваква, ова е мојот живот, тогаш на вистина многу ќе ни биде здодевно, нема да има неизвестност и трепет, а без трепет и немир не би му се радувале еве сега на небото. Исто, кога го спомнуваме тоа трагање по вистините, по нашата собствена вистина, трагањето внатре во себе и патувањето се многу слични. Мислам на патувањето надвор од себе и вие како патувач и како трагачи по себе си, но и трагачни на светот, дали може да ми одвоите некое место каде што би сакале да живеете таму? Некое место што сте го посетиле или пак што е место во вашите романи, може и фиктивно? Па не знам, мислам дека не е исто трагањето по себе и патувањето по светот, затоа што кога патуваме, еве и со мојата пријателка Зоре бевме на едно од најубавите наши патувања, Јордан, Сирија, и бевме во пустина и таа пустина јас ја пренесов после во една од моите книги, понекогаш доаѓа среќа. Кога патуваме го оставаме нашиот живот да се одмори малку. Излагаме малку од себе, па наблюдуваме, па се радуваме и гледаме други култури, други гледки, други мириси. А не знам, мислам дека јас сум токму секогаш на вистинското место, никаде не би сакала повеќе да бидам. Патувам, да, љубопитна сум и натаму, сакам да истражувам, затоа што тоа е мојата природа, немирна, јас имам немирна природа, немирен дух, секогаш барам нешто повеќе, затоа може би и пишувам. Но во секој случај умеам и да се скрасам на едно место, но во секој случај сега ја одбирам природата и тишината, спокојот. Што помалку звуци, што помалку предизвици, затоа што кога се стиши надвор се, тога се слуша внатрешниот глас, а тоа е најинтересниот за мене сега во овој миг. Ви благодарам. Сакам да ги повикам и сите присутни, ако имате некое прашање што сакате да го прашате, може слободно да се обратите. Ја ќе прво да се представам, сум Елизабета Кузмановска, новинарка во македонската телевизија. Надвор од мојата професија, бидејќи имам завршено филозофија и на многу филозофски прашања дискутиравте и многу ме потикнавте и спровоциравте за вистината, за емоциите, за умот и за она што кажувавте, ако гледаш филм, ако нема кај тебе впечаток на... Се сеќавам на едни предавања по етика кај професорот Кирил Темков. И ќе ни кажеше, ако филмот не предизвика кај тебе, најголемото чувство беше
плачот, тогаш нема никаков позитивен резултат од филмот. Така тоа и кај вас го гледам. Значи, вие првенствено, јас немам прашање, меѓутоа многу ме потикнавте да размислувам повнатрешно во мојата душа, во мојата личност, во моето дете. И во вашите сите одговори гледав како на секој збор живеете, како го чувствувате и на вистина она што го спомена и Сашка Александра, многу ви значи секој збор, односно на вистина зборот го живеете и иако вие професионална ориентација и се, меѓутоа на вистина многу ми е драго кога среќавам луѓе, иако има многу пишувачи, јас сум и магистар на Институтот за македонски јазик и постојано се дружам со нив, меѓутоа од онаа страна на луѓето што пишуваат, особено романи, проза, прозаисти, писатели, кај вас зборот има многу поширока смисла и навистина се воодушевувам на вакви личности и надвор од оноа и вие што кажавте после година и пол, и ја искрено да ви кажам, дојдов од тие причини затоа што како роботи станавме, нели? И заборавивме на емоциите, на убавината на живеењето, а овие мигови неспоредливо и навистина се едно големо несекојдневие. Ако јас ве прашам, бидејќи така почнавте, што ви се вашите инспирации, верувам само дека ќе продолжите да пишувате и нас на сите, како јавно зборувам, ни се потребни вакви личности и немојте да застанете, бидејќи кажавте дека сте немирен дух, да продолжите да пишувате, а ако може сега во еве како последен мој епилог од моето зборување, на што сте сега насочени, што би пишували или што пишувате во мигот? Најпрво им благодарам за убавите зборови. Ова за зборовите што го кажавте, јас мислам навистина да има многу автори што многу убаво пишуваат, ама не е се во зборот. Туку во белината, во тишината меѓу зборовите. Затоа што има навистина автори што толку прекрасно, толку се елоквентни, толку убаво и приказната ќе ја склопат, ама ти ќе ја затвориш книгата и се чувствуваш празен. Нели, Петар, така? Ете, колегата мој, помлад колега и лауреат и наградуван автор, и така. Ете, се согласуваме со него. Инаку јас сега да ви кажам, еден интересен проект се случи, јас напишав, што туку денес ја предадов, детска книга. Има еден прекрасен проект што го водат моите синови. Има едни ликови Стела и Сани и ангажирани беа неколкумина автори да напишат со тие ликови да напишат книга, роман. Јас моите ликови се на возраст од 12 години и тоа јас пред тоа кога ми кажа син ми Љубомир ќе пишуваш книга детска, па ја не знам детска, јас знам само драми, нешто да влагам, бидејќи ја влегувам во психологија на ликот, нема шанси, ама ете го шанси детето да излезе од мене. И јас толку многу уживав во таа книга и што туку ја завршив, реков, па ја од сега детски книги ќе се пишувам, што било убаво. Не се страдало затоа што си се подсетуваш на детството, се шегувам. Тоа што туку го завршив и веќе нормално размислувам затоа што јас сите ние автори, писатели, уметници не можеме, тоа е додека пишуваш, како рече Маркес, додека пишувам живеам. И веќе ми е во глава романот што ќе почнам сега да го пишам. Благодарам. Здраво, јас сум Ана. Ме интересира какво е вашето чувство кога ќе завршите една книга, кога ќе завршите едно дело. Дали доживувате некаква катарза, дали сакате да се навраќате на делото, да ги менувате работите или едноставно го оставате како завршен проект и не размислувате повеќе за него? Прво, јас многу тешко се делам од моите книги, тоа го знаат моите соработници, најмногу Цаци Славко е него. Тоа се менуваат зборови, тоа за едно и ќе се сопнувам, со цела недела ќе мислам дали овде и то да биде или за пирката да биде и така. А тоа е се зашто не ми се дава книгата. Јас, кога ќе ја завршам, не чувствувам радост, тоа е многу интересно и кој ќе се објави книгата, јас чувствувам таква една празнина, дури тага, како веќе јас сум ги, тие се мои деца, јас нешто сум извадила најдлабоко од себе и сега го оставам на улица и сега треба некој или ќе осака или ќе го гази, или не знам. Значи, и
И тоа ќе трае така 1 месец, ќе чувствувам ужасна празнина, место нели да се радам. Ја имам нова книга, кој е како мене. Јас се чувствувам толку многу празно и тажно. Додека не сум се одвоила уште од ликовите, ја ги живеам, сите мои ликови, сите се мене ми се тие живи исто како вие што сте ми живи, постојат и јас ги вртам цело време во главата и тоа ми е веќе како разделба. Јас интересно е кој ќе се одврзам веќе од нив и од книгата, еве сега да земам некоја книга, сега да прочитам еден пасус или ќе видам некој кој ќе извадите некој пасус и викам, Боже, зар ја ова сум го напишала, веќе не го препознавам. Продолжувам понатам. Така. Благодарам и тебе. Здраво, јас сум Марија. Би сакала да ве прашам какво е чувството да се биде писател кога читате? Значи кога сте читател, кога сте од другата страна, да речеме, кога не пишувате, дали има разлика кога пример кога не сте биле писателка, дали чувството, односно процесот на читање дали е различен кога сте писател? Од аспект или на професионална деформација, да кажем, дали може би забележувате соокото по инакви работи кои што ние читателите не ги гледаме. Тоа е првиот дел од прашањето, а второто ме интересира вашата, да речем, како еволуирал вашиот вкус за книжевност со текот на годините. Например, кога сте биле во адолесценција, па потоа во средни 20 и така натаму, каква е еволуцијата во вашето читање? Кои биле вашите омилени писатели и писателки? Дали тоа се сменило драстично или може би сте од оние кои што си држат секогаш константа кога ќе засакаат некој автор, потоа го држат истата, да речеме, истиот вкус го држат постојано? Или пак ви се менувало во текот на годините? Да. Па како што се менуваме постојано, така се менуваат и книгите што ги сакаме. Како што кога сме деца се дружиме со едни, сме имале едни пријатели, сега имаме други. Нормално е тоа дека колку растеме, колку созреваме, колку што се менуваме, бараме многу повеќе, бараме нешто различно. После ќе ви кажам за моите омилени автори, а сега да ви одговорам на првото прашање во однос на читањето. Многу е различно, затоа што јас веќе како писател поинаку читам. Јас навистина забележувам работи што вие, јас и кој ќе се вплеткам во некој еден збор, ќе речам за моите книги. Добро, тоа читателот нема да го види, ама мене ми е важно. И сега, јас пред да почнам да пишувам, нели бев издавач и реков, јас не можам. Што ќе напишам јас? Се е толку, бидејќи многу книги сум читала и се уште читам. Што е тоа што јас ново ќе го кажам? Толку многу убави книги има, толку има големи автори. Навистина е безсмислено, но после најдов утеха и навистина е така, сите ние имаме што да кажеме. Како што рече Блаже Конески, најдов утеха во неговата една строфа негова или што беше мисла. Во поезијата, како и во љубовта, е се кажано, а сепак се допрва треба да се каже. Се, она што ми се случува, јас сум буквално, прво не можам се да читам, веднаш, бидејќи искуството тоа го прави, па и кога си голем читач, не само и да си писател, знаеш, веќе само првата страна, малку ќе пролисташ, веќе ти е јасно, како и со луѓето ти е јасно, дали ќе ти иде со некој муавет или нема да ти иде. Значи, прво читам селективно, а второ, толку знам да им заблазнувам и да сум им љубоморна на некои писатели, прво им се поклонувам, а второ, навистина викам и како може некој ваква книга да напише, како може да, значи, затоа што знам колку е тежок тој процес на создавање. Еве сега скоро ја читав Мураками, последната, како беше, а убиството на командантот. Огромна книга, такви заплети има, такви приказни, како ги поврзува ликовите. Тоа ниту една што викаше Чехов, не смеш да ставиш пушка на клинецот, мора да пукне пушката, значи се мора да се поврзе. Како маестрално он тоа го поврзува, стварно за одушевување и посакувам. Има некои книги кои ми доаѓаат до мене, што навистина посакувам јас да сум ги напишала. А сега меѓу последните ја прочитав Арундати Рој, Министерство за врвна среќа, такво слоевито четиво. Мислам дека тоа е
толку многу приказни има, приказни, испреплетено тоа, незамисливо ми е дека некој може такво нешто да напише. Но има, да, но има автори што никогаш не сум престанала да ги сакам и сега ги препрочитувам. Да речеме, сега пак го читав Толстој, Ана Каренина. Сега Ептен уште повеќе се одушеви. Тоа што порано не сум го сватила како млада, која ни беше лектира, не знам. Така, четврта. Не сум го сватила, се мислев дека како беше Вронски е виновен, дека ја отфрлил, дека не ја љубел. Всушност сега видов една друга вистина, една друга приказна. И тоа затоа е убаво навраќањето на книгите, затоа што ти како што созреваш, како што спознаваш, веќе други нешта ти се откриваат. Ти кога си на 18 години, љубовта ти е така, вака, со неколку едноставни, и тоа е така мора да биде, ама сега веќе знаеме, искуството те научило на многу други нешта. Еве, повторно ја прочитав исто Перлбак, Добра земја, од што сум ја читала во гимназија, знам, некои книги што ми останале како да живеат во мене, и пак ме изненадиле, уште повеќе ме изненадиле. Но има книги што исто не ги погледнувам, се разбира. А сега има навистина море од автори, море од нови автори, од нови наслови, и човек не може да стаса се да прочита, но мислам дека денешниот, особено па денешниот автор, писател, мора да биде во тек мора да чита. Не може без читање, навистина, без такава една широчина мисловна, да се создаваат книги. Не е времето, веројатно. Иако читањето од друга страна, пак јас кога пишував порано, сега веќе се ослободив од тоа, се плашев дали некои реченици се мои, да не сум ги украла од некого, несвесно, значи бидејќи се нели втиснува во нас, се останува, и сега ти додека пишуваш и можеш навистина, и тоа веројатно може, а има и такви примери, нели, кога исти книги се пишуваат, исти филмови се создаваат на два различни континенти, исти слики се сликаат. Но важно е да се биде on the road, на патот. А како се справувате со тоа, зашто мене секогаш ме загрижува тоа, дека можеби кога пишувам, дека тоа е нешто што некаде сум го прочитала, некаде сум го видела, и како да се заштитиме од таа... Само да се ослободи, затоа што ништо не е мое, ниту твое. Се е нешто. Има една многу убава книга, исто 3 што ја објави, Поле се вика. Многу е интересна идејата дека се е во едно поле, ние само црпеме од тоа поле. Поле на инспирација, на извор, на сознание, на моќна, се само береме како цветчиња сите од тоа поле. Не е ниту мое, ниту твое, ниту ваше, наше е заедничко. И навистина, друго е, и да ми ја даде некој сега, последниот чај, еве, да рече сега да земам да ја напишам, пак ја нема да знам да ја напишам, ниту една мисла нема да биде иста, камоли да можеш да земеш да препишеш од некого. Затоа треба да се потполно само ослободување. И се што е некаде кажано, не е кажано од нас. Може би и од нас, од каде знаеме. Нисто не знаеме, толку е се магично и мистериозно, затоа треба само да се пуштиме, да го правиме тоа што не прави радосни и среќни, да си го потврдуваме, оти преку творештвото, ние сакаме да си го потврдуваме сопственото постоење. Сакаме некој, во суштина, пак сите ние сакаме некој печат да оставиме, да еве сум постел, сум живел, еве како сум се чувствувал. А со тоа, ако има и некој друг, значи сме биле на исто. Во исто сме верували, исто сме чувствували. Да. Јас би ве запрашала кое е вашето најголемо достигнување? Па тоа, моите тројца синови и внуците, нема тука, нема муабет. Се што сум создала, јас еднаш напишав како беше за еден саем, ниту целото ова море од книга не е толку вредно како насмевката на Лара. И пак ќе кажам дека навистина тоа е најубавата, ако може така да се нарече, инвестиција и креација. Семејството, децата, љубовта што си ја дал, што си ја примил.
И уште нешто, има ли нешто што сакате да направите, а се уште не сте имале шанса или прилика за тоа? Нешто што не се остварило? Хималај. Да одам на Хималај и на Тибет, да, и тоа и може и за патувањата. Тоа ми е уште неостварено. Се надевам дека веројатно, ако даде Бог, ќе се отвори тоа. Сигурно. Благодарам што си толку убедена. Па, јас мислам дека кај вас пред се воодушевува зборот затоа што е многу моќен и мислата која што е уште помоќна и заради тоа, заради вашиот збор сега што е кажан и заради мислата и желбата, заради тоа сум убедена дека ќе ви се оствари. Благодарам. Тоа така и во духовните книги пишува. Дали сака некој друг да постави прашање? Добро. Симона, јас мислам дека Симона сака. Повели. Да, разговаравме пред малку, зборувавте за детето во нас. Да, добро. Дали е вклучен микрофон? Да. Зборувавте за детето во нас. Кои се тие начини на кои што ние можеме да го разбудиме, да го одржуваме во живот? Па еве да си замислиш дека приоѓаш на едно детенце, тоа спие. Што би му направил? Ќе помилуваш? Ќе помилуваш, ќе чекаш да се разбуди. Ќе му речеш и колку си убаво, колку те сакам. Тука си било, имаш, ајде да прошетаме, ајде да играме малку, ајде гледај колку е убав денот да скокаме под облаците. И врне надвор, ај убаво, ќе слапкаме во вировите. Ете така ќе го разбудиш. Ајде. Да, од една до друга тема, мислам дека опфативме многу теми. Би сакала да ја затворам ова наша средба, може да останеме уште малку да се подружиме. Секако ви благодарам многу и навистина, како што вели Сашка, јас поинаку би го дефинирала тоа, затоа што не е моќ, туку зрачите со некоја многу позитивна енергија и навистина е воодушевувачки човек да ве слуша, да ве гледа, да ве чита. Кога ги читаме книгите, ние имаме чувство како постојано да сте до нас и затоа мислам дека во моментов треба да се радуваме дека навистина сте тука. И ви благодарам на сите за присуството и се гледаме во наредна прилика. Благодарам и јас. Радоста е заемна, навистина ништо нема. Што велеше Ниче, о голема звездо, каде би била твојата светлина, да не се оние што ги осветлуваш. Не велам дека јас сум светлина, да сите ние сме светлина и заемно се осветлуваме постојано. Ниту овој миг немаше да биде таков каков што е, да не беше вашата, мојата радост што не поврза. А јас вам ви посакувам исто да продолжите со овие средби и навистина 3 да прерасне во една овој простор тераса 3 да прерасне во една точка каде што секогаш ќе има, од каде што секогаш сите ние што ќе доаѓаме, ќе си заминеме полни со некој оптимизам и со некоја убавина што ќе трепери тлее во нас. Ова за мен. Убаво е.